Струшките негувателки повторно извисија. Тврда дека од месец септември не добиле скршен денар. Наместо решение за работа и пристојна плата, 20 негувателки кои скоро 2 децении се ангажирани со договор на дело во градинките, свиткаа кичма и редовно одат на работа, за без пари. Раководството на градинката ги врати со лажни ветувања, дека од почетокот на месец октомври до крајот на годинава ќе добиваат минимална плата и осигурување, а од следната година наводно ќе се барало согласност за нивно вработување од Министерството за социјална политика. Се обидовме да стапиме во контакт со ВД директорката Десанка Бошњаковска, но таа повторно не одговори на повиците, нити на прашањата кои ги испративме по електронски пат. Од регионалната организација на СОНГ бараат итно решавање на статусот на негувателките. Знаеме дека има многу деца што чекат, а нема можности да се примат сите деца вработувања. Проблемот не е само на овие што сакат редовно работување. Проблемот е поголем, затоа што нема кој да се грижи нормално со децата што се во градинките. Групите се, колку што јас знам, над нормативите. Во тие групи има и деца со посебни потреби, значи тие барат посебен третман. Во Министерството за социјална политика прашавме дали и за колку негувателки од 20 е побарано вработување од раководството на градинката. Основач на детската градинка 8 март е општина Охрид. За пополнување на слободно работно место, директорот на установата донесува одлука за потреба од вработување на работници. До Министерството за социјална политика доставени се 5 барања за финансиска согласност за вработување со датумот 12 ноември 2024 година. И истите се проследени до Министерството за финансии како надлежен орган. Градинките се под капа на општините, кои пак ангажираат негуватели на определено време преку Агенцијата за привремени вработувања, а ги плаќаат колку им е кејф. Инаку Државниот трудов инспекторат своевремено откри дека спротивно на Законот за работни односи биле потпишувани договори на дело кои ги исклучувале не само негувателките, туку и други ангажирани лица, како хигиеничарки, садомијачки и воспитувачки. Неизвестно е дали Министерството за социјална политика ќе му ги одземе ингеренциите на Рами Смерко и на градинките, бидејќи законска можност постои. Одземање на ингеренции е пропишано со Законот за заштита на децата. Истото може да се спроведе доколку општината и градоначалникот не постапат по одредени укажувања од Министерството.